По промените на врвот во јавното обвинителство, оваа значајна правосудна институција не само што не доби нов квалитет во поглед на транспарентноста каква што се очекуваше, туку делува уште позатворено. Од јавното обвинителство јавноста очекува низа на одговори за многу контроверзни прашања. Што се случува со непотизмот на кој укажа американскиот амбасадор во Советот на обвинителите? Зошто не реагирало обвинителството по низа укажувања за злоставување на малолетното девојче штитеник на домот 25 мај? Или зошто обвинителството го менува обвинението во случајот на малиот Алмир и уште многу други прашања поврзани со работата на оваа важна институција за владењето на правото. Од новиот републички јавен обвинител се очекува да покаже елементарна почит кон јавноста и граѓаните, а во интерес на принципите на владењето на правото. Ако не знае како, нека го праша специјалното јавно обвинителство, кое за кусо време даде пример за тоа како функционира транспарентноста во една правосудна институција. А во отсуство на одговорите на обвинителството за случајот на малиот Алмир, гостин во ова издание на ноќното студио е адвокатот на семејството Алмир, Али Спахич. Добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Дали вие имате било какво образложение зошто се преквалификува овој случај од убиство во сообраќајна несреќа со смртни последици? Не. Повеќе од 3,5 месеци, поточно од 16.11.2017 година, кога се поднесени представките за водењето на самата постапка на основниот јавен обвинител кој што постапува по обвинението госпоѓата Сузана Кусигерска. Од тогаш до денеска ниту фамилијата на малолетното сега починато дете Алмир Алију, ниту јас како бранител и адвокат на фамилијата Алију немаме добиено одговор. Добро, како таа преквалификација од убиство во сообраќајна несреќа со смртни последици, господјата обвинителка Сузана ништо не образлага, давајќи ја преквалификацијата? Значи, зачудува фактот зошто тоа официјално се соопштува во парламентарниот дом од страна на јавниот обвинител на Република Македонија, господинот Љубомир Јовевски, напрашена на еден од парламентарците. Значи, пред да биде соопштена таа одлука, нормално е да биде известено и лицето кое што ја поднесува представката и полномошниците, адвокатите, апсолутно процедурална обврска која што има органот кој што постапува по истото. Во конкретнава ситуација, ние дознаваме од господинот јавен обвинител кој што истото го соопштува во парламентот. Но не вас, не на семејството. Апсолутно, немаме никакво писмено образложение зошто тоа се прави. Она што сакам да биде појасно и подетално образложено, а тоа денеска и го спомена еден од иницијаторите за организирањето на овие денешни протести, господинот Висар Вишка, е дека смената на поранешниот јавен обвинител господинот Марко Зврлевски е случена 3 месеци пред самата представка. Поточно 17.8.2017 година. Тоа значи дека она што го изнесе јавниот обвинител на Република Македонија во парламентарниот дом, дека наводно истата била потпишена од Марко, не е точно. Имено представката јас ја донесов како доказ и јавноста да биде уверена дека истата представка, ако може камерата да го зумира, е поднесена на 16.11.2017 година. Во време на ВД обвинителката Лилјана Спасовска. Кога меќе Марко Зврлевски е заминат, иако е ирелевантно што ако Марко во време на ова време или она време. Но за разјаснување на... Прашањето е зошто е преквалификацијата и чудно е што никој нема одговор, се разбира, на семејството, најмногу му должат. Апсолутно. Апсолутно. Прашањето зачудува. Јас како адвокат на фамилијата не можам ни денеска да разберам после еден круцијален доказ, материјален доказ, снимка каде што се гледа умисленото убиство, повторувам, на свиреп начин на малолетното дете сега починато Алмир Алију и обидот за убиство на неговиот татко Седат Алију и мајката Миџеве Касуми, тоа да му се даде еден друг вид на кривично дело, а тоа е
тешки дела против... Кога имате судење? Рочишно да кажем, по оваа квалификација. Значи, по квалификацијата сообраќајна несреќа со смртни последици. Вака, значи, интерната одлука е веќе во списите на предметот во основното јавно обвинителство Куманово. Но во оваа фаза се уште е обвинението како што беше на самиот почеток, поднесено од страна на Сузана Кусигерска. Обид за убиство? Не, убиство на свиреп начин. Убиство на свиреп, да. Каде што казната е најмалце 10 до доживотна казна затвор. И обид за убиство на две лица. Значи, но истата преквалификација ќе се направи во фаза на завршни зборови од страна на јавната обвинителка, која што постапува. Тоа е веројатно или у понеделник, или за некој за 1 до 2 недели, кога ќе има и разрешница во... Што е со автомобилот? Зошто е продаден? Имате ли за тоа образложение со оглед на тоа дека е во доказна постапка? Денеска еден од вашите колеги ме... Автомобил е убиен од детето. Апсолутно. Денеска еден од вашите колеги ме праша, Асмир, како би го прокоментирал ова однесување на братот Бојан Илич. Јас реков дека е ова еден во низата апсурди кои што се водени во самата постапка од страна на СВР Куманово и основното јавно обвинителство. Тоа не ни интересира Бојан Илич во случајот, не интересира институцијата. Не е запленето возилото. Апсолутно, ниту е со наредба од страна на јавното обвинителство одземено привремено, ниту е запленето како што вие кажавте, ниту е складирано со корпорал деликт за да може до правосилно завршување на постапката да биде евентуално направен увид или изнесен како доказ во самата постапка. Како адвокат кој ја познава оваа судска пракса, обвинителството, ги познава тие структури, имате ли предпоставка што е? Зашто станува збор? Па јас можам само да кажам дека ова е голем тест за новите обиди за реформирање на целиот правосуден систем. Доколку овој предмет заврши онака како што замислиле да заврши, а тоа е со преквалификацијата за наводно кривично дело без онака како што е сега поставено, навистина како може да се чувствуваат сите граѓани после таква една одлука во правната сигурност или одлуките на сите останати предмети кои што следуваат во таа постапка. Како доживува семејството? Многу тешко. И просто неверувачки дека, како што еден од паролите е наведено дека обвинителите повтор пат го убиваат малиот Алмир Алију, секојдневно ги преживуваат голготите околу исчекувањето како ќе заврши целиот овој процес судски. Повеќе од година и пол трае. Ние верувавме дека ова ќе заврши на правилен начин, но после сево ова што го гледаме навистина, не знам како секој граѓанин кој што е засегнат од правилното решавање на овој предмет ќе се чувствува кога ќе ја слушне одлуката на судот или обвинителството во Куманово, кога истото би било направено како преквалификација. И се надевам и за обвинителството. Алби, ви благодарам што бевте гостин во ноќно студио. Благодарам на поканата.